Почитувани присутни, Христос се роди. Добре дојдовте на долго очекуваниот новогодишен божичен концерт на хорот Калистра Зографски. Пред да отпочне со програмата хорот, најпрвен со големо почитување го најавувам професор доктор отец Стефан Санџаковски да одржи беседа за празникот. Највозлюбени во Христа, новородениот богомладенец во Витлеем јудејски. Браќи и сестри, мили мои стружани, Бог стана човек, а Логосот тело. Христос се роди. Почитувани браќи и сестри, празникот Рождество Христово е конечно исполнување на сечовечките копнежи, надежи и очекувања. На се она што пред Христовиот пагански човек го инкорпорираше во своето обоготворување на сонцето и хуманистичките идеи, на својата вера во смислата на светот и неговиот свето, осмисловен и обоготворен карактер. Заеднички именител на сите тие трагања по смислата на животот е личното име на Богочовекот Христос. Бог влезе во историјата на човекот и на светот, за да ја сподели со нив нивната историска судба. Токму затоа, Божик е централен историски настан во милениумската историја на човекот и свет. Во Божич и со Божич е изразена исконската жел на човекот да се сретне и да се допре со Бога. А тоа значи да се допре суштата вистина за битието и да се доспее до сознанието дека личноста на човекот и неговата личностна средба и преградка со Бога живиот е единствената неуништлива вистина и квалитет на животот. И токму Божич, раѓањето Христово ја остварува смислата и ја задоволува неизгасливата жет на човекот да го допре Бога со душата на другиот. На ден Божич, Бог не само што допушти да биде допрен од рака човечка, туку тој со човекот стапи во органско и неразделно единство. Според патристичката философија на животот, Бог на Божич стана човек, а Логосот тело, за човекот да се извие до Бог по благодат. На овој начин, Божичев темелен во благовеста за исполнување на сите човечки антиципации, предчувства и чекања на остварувањето на сеопфатната и неуништлива жет по смислата и доброто, но едновремено и како празник на епохата на нова религиозна свест. Тоа е епохата во која човекот престанал да ја обоготворува природата и нејзините стихии и почнал да му се поклонува на оној кој се открива во природата и кој е над природата.
почнал да го обожува оној кој е сушт источник на плиромата на живот, на оној кој е содржина, цел и смисла на животот. Така, Светата Црква однатре го победила паганскиот свет. Идолопоклонството на создадениот свет се замени со обожувањето на Творецот. Така човекот, откако ја примил од Христа светлината на разумот, создал нов систем на вредности, доволно мокен за да го изведе од робството кон светот и природата. Почитувани браќи и сестри, токму по прашањето за разумот се случува постојана конфронтација на секуларниот човек со Христа и христијанството. Во името на разумот се порекнува Христос од луѓето кои умислиле дека се суверени господари на разумот. Антиподот на Богочовекот, човеко-Богот, се повикува на обоготворениот разум, кога се самопрогласува за одговорен да го урне ново воспоставениот категоријален систем, фокусиран во Христовата богочовечка личност, Богодетето од Вифлеемскиот вертеп. Ова ненавидништво спрема вистинскиот Бог и човек трае 3 милениуми. Да си спомнеме на неговиот почеток, геноцидната погибел на 14.000 вифлеемски дечиња. Токму ова геноцидна логика на Homo sapiensот и неговата метафизичка образа спрема Христос, обезбожениот човек и свет неотстапно ја следат до денес. Пред тоа пак, античкиот свет, 3 столетија, им се противел на христијаните, така што ги прогонувал, ги протерувал во екзил и ги убивал. 3 века надвор од законот, со одземање на сите права и со третман како кон полоши од сите. На христијанското учење му се ругале, литургиските тајни ги исмевале, а самите христијани ги клеветеле. Вековите поминувале, учените луѓе и философите постепено почнале да размислуваат за христијанската философија на животот по Богочовекот Христос. Првата средба со христијанството ја доживеале како соочување со нешто неразбирливо, мистично, ирационално и туѓо. Негде околу средината на второто столетие после Христа се појавил бележитиот философ Јустин. Тој цел живот трагал по вистината и за таа цел ги изучил сите науки знаени во неговото време. Најпосле се патил во костец со христијанството. Последица на неговата средба со Христа е богатото книжевно наследство. На прашањето што е тоа што го привело кон верата на светите апостоли од римската власт безомачно гонета, Свети Јустин философ и маченик одговорил: светлината на разум, тоест возвишената логосност и сеопфатната мудрост на христијанското откровение. Според Свети Јустин, само христијанството дава темелни одговори на екзистенцијалните прашања. Само христијанството е способно да ја задоволи интелектуалната љубопитност на умот човечки, но и жедта на срцето човечко по духовни вредности. Христијанството е логос,
а тоа значи смисла и разум. Логосот пак е Христос, тоест смислата и разумот на се што постои реално како ракотворба Божја. Не цел век после Свети Јустин философ се јавил вториот великан на античкиот свет, Климент Александрийски. И Свети Климент бил конвертиран паганин во христијанство. Христијанската вера ја осознал како зенит на разумноста и како конечно остварување на сите човечки искања и очекувања. Примерот на светите философи Јустин и Климент го следеле бројни интелектуалци на тоа време. Најпосле и самото Римско царство го сви рбетот пред распнатиот равуни, кого Рим го презираше цели 3 столетија. Тогаш заправо почнува христијанското раздобје во историјата на човечкиот развој и култура, и тоа трае до денес, а ќе трае до вјеки. Зар е можно да се заборават корените од кои што израснало се она со што денеска живееме и дишиме? Христијанството влегло во телото и во крвта на нашиот живот, и без него веќе не е можно да се разберат уметноста, философијата и науката. Но мислите ли, мили мои, дека е случајно тоа што овие мои зборови денес одекнуваат под сводовите на институцијата задолжена да ги сервисира културните потреби на Стружани, Центарот за култура? Во нашево време, гордиот човек повторно војува со христијанските сокровишта на разумот, добрината и убавината. Расудувајќи за суштината на денешниот бунт против христијанството, забележуваме дека отпорот кон Христа се темели исклучиво во насилството. Сега веќе не станува збор за конфликт или вербална расправа. Крајниот исход на идеолошки фундираното непријателство спрема христијанството покажува дека анимозитетот на христијаните се храни со клевети и антихристијанска пропаганда во недостаток на аргументи и докази. Ние, христијаните, неотстапно веруваме во секое искрено барање на вистината, во жетта и гладта по вистината, во љубовта спрема вистината, кои го приведуваат човекот кон Христа. Безпоговорна е вистината дека целиот свет стреми кон единство, мир и љубов. Но каде светот ќе ги најде нив? Во економијата, во цвечкањето на оружјето или во ривалството? Човекот нема друго срце на своето битие освен Христос. Не постои друг пат за човекот освен заповедта за љубовта спрема Бога и ближните, со која не дарувал Христос. Не постои друга мудрост, ниту друга цел, освен царството на троичниот Бог, кој ни го објави Христос. Не постои друг алтернативен пат, освен патот на совршенството, кој ни го откри Христос. Бидете совршени, како што е совршен вашиот Отец Небесен. Заправо, со оваа универзална порака за љубовта, со оваа надсветлосна светлина, блескот и зари празникот на Христовото раѓање. Во светата ноќ, светите ангели ја благовестат пораката на сите пораки. Слава на Бога во висините, а на земјава мир, меѓу луѓето добра волја. И веднаш потем, следната литургиска порака. Христос се раѓа, славете го.
Христос е на земјава, сретнете го. Христос од небесата, вознесете се кон него. Почитувани браќи и сестри, во една од главните божични песни, напишана во 6 век од раката на колосалниот византиски химнограф Роман Мелов, денеска дева го раѓа над суштиот, се пее, зашто зарад нас се роди дете, предвечен Бог. Со ова се радосна дефиниција на детето, родено во јаслите на витлеемските штали, завршува поетската творба на преподобен Роман Мелов. Ем дете, ем Бог, ем Бог, ем дете, Бого дете. Се прашува, зошто и кај луѓето кои чувствуваат одбивност спрема верата, па дури и кај оние кои воопшто не веруваат, радосно заигрува срцето кога во божичните денови ќе ја догледаат единствената и неспоредливата гледка. Млада мајка со дете в рака, а околу нив тројца мудреци од исток, овчарите од ноќното поле, животните, ноќното небо и звезди. Од каде ни е обстојното знаење и обновеното сваќање дека на нашава тажна планета нема нешто поубаво, ниту порадосно од оваа божична гледка? Овој призор не можеа да го искоренат од нашето сеќавање во сите изминати векови. Всушност, во логосите, дете и Бог, се наоѓа потресното откривање на сеопфатната тајна на раѓањето Христово. Во една подлабока смисла, тоа откривање пред себе е упатено на детето кое скриено продолжува да живее во секого од нас до крајот на животот. Тоа откривање му е упатено на детето кое во нас продолжува да го слуша она што ние возрастните веќе не го слушаме. На детето во нас кое продолжува да одговара на радоста за која нашиот досаден, возрасен, подзастанат и циничен свет се онеспособил. Да, токму така, драги мои, празникот раѓање Христово е празник на децата, но не само затоа што децата во тој празник ги китат божичните елки. Божич е детски празник во една многу подлабока смисла. Имено во таа смисла што единствено децата не се чудат на тоа што Бог дојде на земјава земајки лик на дете. И тој лик на Бог дете до денес не озарува од иконите, откривајќи нија низ безбројните уметнички дела мистеријата на раѓањето Христово, тоест она што е побитно од се друго, најсуптилно и најрадосно во христијанството, а што е скриено заправо овде во тајната на вечното детство Божие. Богодетето нема ниту власт, ниту моќ, но заправо во таа своја развластеност и безпомошност се покажува како цар, бидејќи неговата восхитувачка сила е содржана во таа негова развластеност и безпомошност. Детето Христос од Витлеемскиот вертеп не сака да му се плашиме. Тоа не влегува во нашето срце со страх, ниту со докази за својата сила и власт, туку исклучиво со љубов. Тој ни се подава како дете и ние можеме да го засакаме само како дете, но и да му се предадеме само како на дете. Со световниот свет господарат власта и силата, стравот и робството.
Богодетето Христос не ослободува од тиранијата на власта и силата, од стравот и робството. Тоа од нас ја бара само љубовта, слободната и радосната љубов. Богодетето од нас бара да ги отвориме дверите на срцата наши за Него. И тогаш ние, нашето срце му го предаваме на безпомошното Богодете, кое има бескрајна доверба во нас, вакви какви што сме. Почитувани браќи и сестри, на Божич пред луѓето, ангелите и сето создание е изречена неизглаголива тајна. Божијата бескрајност се открива како човечка бескрајност и се прегрнува со неа. Човекот, што беше сметан за микрокосмос, за малечок свет во големиот свет, стана макрокосмос, голем свет по достоинство во малечкиот. Бог стана човек, а човекот се прошири и се продолжи со Бога во бескрајот Божи. Христос се роди. Христос се роди. Пет дена пред празникот на Рождеството Христово, црквата ангажирано се подготвува за празнувањето на Божик, мајката на сите празници, како што го нарекува светиот Јован Златоуст. За време на богослужбата често прозвучуваат химни и песни поврзани со Рождеството Христово. Една од нив е и кондакот на предпразненството, напишан според химнографскиот и музички образец на кондакот на Божи. Во него се вели дека дева тргнува да оди во пештерата, да го роди предвечното слово неискажане. Текстот го превел на македонски јазик отецот Владимир Санџаковски.
познатата стихира на 8 глас се пее на првиот царски час. Дело е на светиот Софрони, патриарх Ерусалимски од 7 век. Оваа стихира на свети Софрони и Ерусалимски, меѓу другото, представува и врвно поетско достигнување зарад виртуозните, длабоки и богооткриени вистини и паралелите меѓу старозаветната и новозаветната свештена историја, како и сублимирањето на рождественската теологија во само неколку стиха. Подготви се Витлееме, јасли, благоукрасете се, вертепе, прими, вистината дојде, сенката пројде и Бог на луѓето од дева им се јави, вообличувајќи се како и ние и обожувајќи го телото. Затоа Адам се обновува со Ева воскликнувајќи: на земјата се јави благоволението да го спаси родот наш. Предходниот текст природно ја отсликува атмосферата што владее меѓу христијаните на личен, семеен и соборен план во денот пред Рождеството Христово. И ние ги подготвивме срцата, домовите, црквите за радосниот празник. Во таа смисла, во Струга постои прекрасна древна традиција која обстојува до денес. Имено,
на 6 јануари, во раните утрински часови, стружани со божикни пештери и пејќи го кондакот на Божик Диева днес, го обиколуваат градот, ги посетуваат нашите домови и ни ја предвестат радосната вест за раѓањето Христово. Утрото по нив, домовите ги посетуваат дечињата, пејќи ја прекрасната детска народна божикна песничка "Сива, сива голабица". Напевот на песничката е прост, но текстот вешто ја сублимира содржината на рождественската екзегеза и сето тоа со еден прекрасен, прост, но символичен јазик. Јазикот на детето. Двете прекрасни и древни традиции несомнено настанале во опитот на богооткровението и богопознанието. И двете народни традиции немаат верска со било какви конструкции налик на оние што денес и во континуитет ни се нудат наспроти преданието.
На Господовите и Богородичните празници, на деветата песна од канонот на утрената, наместо честнејшују, се пее деветата песна со припеви, наречени величанија. Така е и на Божик. Канонот го завзема централното место во утрената. Поетскиот текст е препон со длабоки богословски содржини во однос на празникот, додека истиот се пее мелодично, во брзо темпо и исихастичко радосна атмосфера. Величай душе моя, Деви Бога, плоти урод.
Причастниот е литургиска песна која се пее додека се причествуваме со вечниот живот на воскреснатиот победител на секоја суета и видливост, животодавецот Христос. Денес многу често причестниот се заменува со разни црковни и богомолјачки песни кои најчесто немаа содржинска врска со евхаристискиот чин од литургијата. Познати древни мелузи на причастните се преподобниот Јован Дамаскин, преподобниот Јован Кукузел, неговиот соподвижник на клиросот во Света Софија Цариградска и другар од детството Ксен Коронис, Мануел Хрисав, Герман од Нова Патра, Хрисав Нов, Баласи Јереј и други. Древните причастни се состоеле од поетски текст, кој воглавно е некој псаломски стих, трократно Алилуја и композиции наречени кратини кои се состојат од слоговите Те Рирен, Ереру, Анане. Овие композиции представуваат своевидна апофатичка теологија во звуци. Тие представуваат пеачки обид да се изрази неизречивото.
На 8-иот ден по раѓањето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, го славиме празникот на Христовото обрезание. Според толкувањето на отците на црквата, Господ, кој е творец на законот, примил обрезание, давајќи им на тој начин пример на луѓето, како и тие треба да го почитуваат во целост божествениот поредок. Во овој ден уште го славиме Светиот Василий Велики, но и новата календарска година, позната како Стара Нова година или Православна Нова година. Во овој ден, меѓу другото, го прекршуваме и празничниот колач со паричка, во спомен на чудото што Свети Василий Велики го сотвори во времето на богоборниот цар Јулијан Отстапник. Во Струга и на овој ден постои убава древна традиција со суројца во рака, сплетена од дрвени ветки, да се пее песната "Сурва, сурва година" и да се пренесе благословот за годината што предстои. Yes.
Почитувани, вечерашниот концерт ќе го завршиме со омилената песна на Стружани и особено на најмладите за Пресвета Богородица. Тоа е дело на светиот Нектарий Егински.
свете Божие от Бога. На многая лета Христос се обреза.